Секој настан, секоја личност и секое место е приказна за себе. Некогаш на најобичните места може да се родат најинтересните и најспецифичните истории, за кои што можеби никогаш нема да ви падне на памет. Денеска сме во една од книжарниците на култура гост, затоа што токму на ова место има многу да се раскаже и од каде што потекнуваат многу приказни. Наш соговорник е господјата Вера Никодиновска и се надеваме дека ќе имаме интересен и продуктивен разговор. Мислам дека така ќе биде. Прво голема благодарност до вас што ме посетивте и што ми дозволивте да се искажам во своите истрајности, во одлуките, што навистина некако си се гордеам што самата сум постигнала се тоа во животот. Така, ви благодариме што ја прифативте поканата да бидете гостин во емисијата Приказни од Гостивар на телевизија Киси Менада. Вашата сторија и вашата животна приказна и бизнисот кој што го развивате и постои веќе 15 години, затоа што годинава одбележувате еден значаен јубилеј, имате значаен роден ден, спојува во себе повеќе аспекти. Тоа е прво љубовта кон книгите и пишаниот твор, потоа трудолюбивоста, би рекле упорноста и она што значи поддршката и вклучувањето на целото семејство. Точно. Кажете ми од каде дојдовте до идеја да отворите токму книжарница и што беше пресудно да се определите? Сега јас од самите почетоци, уште од младата возраст како тинејџерка, навистина ја сакав книгата и секогаш настојував да прочитам некоја книга, да осознавам нешто ново, што се однесува до пишаниот збор и постојано замислата ми било дека еден ден дека сакам да работам во книжарница или во библиотека. Таа ми била навистина како обсесија некоја. Така помина време, јас се школував средно училиште, завршив во Гостивар, се омажив тука и некако тоа помисла секогаш ми беше дека јас ќе работам дали во книжара или во библиотека. И навистина така ми се исполни желбата, во издавачката куќа Култура од Скопје, има тука дуќан, се отвори оглас, се бараше вработување, јас понесов документи и ме примија на работа. Тука работев 17 години, навистина добив големо искуство, сознанија големи од книжарството, голем круг на пријатели и уште повеќе ми даваше поттик и желба да продолжам со истата дејност. Се приватизира Култура, не испуштија од работа, се продаде дуќанот, не исплати газдата што ја купи опремнина и не стави под завод со одредено време. За тоа време јас си реков дека тие пари нема воопшто за ништо да ги потрошам, ќе успеам да најдам помал простор за почеток да отворам своја книжарница во приватна состојба. И така и беше, најдов, мала продавницата беше, меѓутоа беше на истата улица каде што работев, што тоа уште повеќе ме исполнуваше, јас веќе ги знаев населението, потрошувачите од тој дел сите, и почнав со работа, почнав со многу малку, меѓутоа најголема некако ми даваше поддршка семејството. Го имав тоа во целосна поддршка и од сопругот и од моите две деца. Во почетокот беше пријавена само ќерка ми, јас се уште бев во завод, еден вработен, со многу малку роба во дуќанот, мал избор од детска литература, нешто, канцелариски материјал и има фотокопирна машина, што таа можеби ми даваше, не знам, повеќе наслон, тогаш беше актуелно копирањето, немаше на секаде копирање, ја тоа веќе го работев и успеав во тоа. Првата година бевме еден вработен, па после се двајца се вработивме и некако тоа беше поттикот. Мојато отпуштање од Култура и сакав самата да постигнам своја продавница. Ајде да ги потсетиме гостиварци на кое место беше книжарницата Култура и потоа затоа што спомнавте дека беше на истата. Првата книжарница беше во спортскиот центар, кај што е сега сендвичарата Амиго. Тука бевме ние сместени.
тука 17 години, а мојата прва книжарница беше на истата улица, некаде 25 метри понагоре од левата страна, каде и денеска се наоѓа првата, проти Поштенската банка. Значи, на истата улица со малку некој растојание. Кои беа најголемите предизвици со кои што се соочивте на самиот почеток? Рековте дека тешко беше, меѓутоа малку по малку започнал растот. Почетоците не беа, да се каже, лесни, ниту многу едноставни. Меѓутоа, упорноста и желбата за таа работа да ја работам, јас не ми дозволуваа да отстапам и да се откажам. Апсолутно. И предизвик најповеќе ми беше, например, поддршката што имав од своето семејство. Предизвик ми беше што ги имав добавувачите, например, некоја сигурност ми се даваше, а имав и доста клиенти, потрошувачи, што претходно, например, се не посетува во претходната книжара каде што државно работев. Тоа ми беше предизвикот и кога почнав, првата година почнав на 4. мај ја отворивме книжарницата и затоа почнува јубилеот од 4. мај. Меѓутоа, за да добијам уште поголем предизвик и некако подстрек за да одам понатака, ми беше првата учебна сезона школска, септември, така што јас успеа со пријателството што го имав со добавувачите да ги набавам сите учебници од 1 до 8 оделение, целиот прибор што е потребен за учениците и да настапам спремна да можам тоа да го промовирам и веќе да се надеам на поголем успех. Тоа ми се оствари, значи се што помислив, сите потрошувачи, родителите што ме знаеа, сите дојдоа, сите испазарија, целата роба ми се продаде, значи немав никаков проблем и навистина тоа ме исполни целосно и понатака ми се чини дека уште повеќе желбата ми се вроди и да се проширувам и да набавувам роба, немав веќе, не се стрепев од така несигурност, сигурна бев во моите чекори. А како е да се биде жена во еден бизнис, да се гради, малте не кажано од нула да се направи нешто? Сега вака ќе ви кажам, јас од секогаш мислењето, мислам, не мора да биде тоа погрешно сватено од другата страна, мислам дека жената секогаш може да успее повеќе во секој поглед, во секој бизнис, отколку мажите, меѓутоа да не ме погрешно сватат, сметајки дека ние сме поодлучни и некако во животот секогаш гледаме малку напред, да бидеме малку сме похрабри. Похрабри во поглед. Ете така. И затоа, откако сум отворила 15 години, во нашите книжарници работат секогаш женски особи и настојувам тоа да биде и до крај. Тоа е многу интересно. Ги споменавме и членовите на семејството, да ги кажеме, значи имате голема поддршка од нив и тие се вклучени во работата. Вклучени се целосно, вклучени и посветени. Мојот сопруг, например, поддршката е повеќе во набавки, во да се однесе роба кога е слободен, не можам сама јас да патувам со автомобил, тој ме вози. Черката тука работи, снаата работи, и јас работам, а синот стои како основач на фирмата. Откако наполни полнолетство. Во почетокот беше ќерка ми, полнолетна беше, а синот се уште беше неполнолетен и немаше, не смеев на негово да биде како основач. А сега веќе јас отстапив, тој е основач, ќерка ми е како раководител, снаата ги води економските работи, другите работи, а јас сум како менаџер се. Така. Веќе спомнавте дека и самите почетоци, кога ви дошло повеќе храброст, биле поврзани со почетокот на учебната година. Да. Тоа значи дека голем дел од вашите посетители и купувачи се дечиња. Тачно. Како е да се работи со дечињата, со најмалите кои што знаат да бидат најискрени во своите барања и во своите... Со деца е најубаво во животот да работиш. Тука треба, како јас, да бидам најискрена со дечињата, најотворена, значи децата се искрени и не знае да те излаже, сака вистината да ја знае што сака да купи,
Значи не можеш да му речеш ова, не, тоа знае со одредено што треба да си купи за него, што му треба. Меѓутоа, многу е битно од наша страна, ако не е одлучно детето, да му понудиш нешто друго, да го пренасочиш на некоја, дали е тоа сликовница, дали е боенка, дали е едукативна игра, некоја нешто, да му дадеш насока за самото да размисли дали може тоа да го земе или тоа одлуката негова. И сум успеала во тоа, сите дури и од одредени оделенија сум добивала и пофалници, директно ми дошле во книжарница да ми дадат пофалница и секогаш, значи, јас сум била задоволна и тие биле задоволни од наша страна. И настојувам и понатака сите вработени истото на исти начин се понашаат како јас, сакаат да ги услужат, се љубезни према дечињата, значи, навистина задоволна сум и од вработените и од самите нас. Веројатно да се придобијат децата е најтешко, меѓутоа и најголемо задоволство. Најголемото задоволство. Најголемото задоволство е со децата, а за да ги придобиеш, кажав дека треба да бидеш према ними многу искрен и отворен. Значи, не секое доаѓање погрешно да го насочуваш или да му кажуваш погрешно, или ти што сакаш, него навистина треба со убав збор и тоа ќе биде навистина задоволно. Се најискрената публика, оние кои што најотворено кажуваат што мислат, но ако направите споредба колку децава порано и колку сега сакаат да читаат, колку се интересираат за литературата, значи тука не зборуваме за тоа што значи некое убаво и атрактивно пенкалце или декорирана тетрадка, туку воопшто за пишаниот збор како мислите на помалата возраст од дечињата. Помалата возраст на дечињата знаат да побараат убава енциклопедија, што одговара на возраста нивна, знаат да побараат повеќе од школувањето што им е потребно, значи многу се интересираат во тој поглед да најде некој состав што треба, што му одговара, да го прераскаже, да осознае повеќе, например, од областа на географија, на не знам што, значи има интерес голем во тој аспект, меѓутоа знаат, има една убава група на дечиња што навистина постојано доаѓаат и купуваат детска литература за читање. А сега навистина има многу избор, таква литература, голем избор има и има голем дел на дечиња што сака навистина да читаат. Од помалата возраст за поголемите понатака ќе кажа. Така. Веќе споменавме дека одбележувате 15 години јубилеј, што е една значајна дата. На кој начин го прославувате роденденот? Вие секогаш сте свртени кон вашите купувачи, кон сето она што значи да ги задоволите нивните потреби и барања. Која ќе биде, да речеме, роденденската порака и роденденскиот подарок оваа година? Така, за почеток ние веќе почнаме да прославуваме од 4 мај до 15 имаме 15% попуст на цела литература детска и литературата за возрастни, да асоцира на 15 годишнината. Така да тој попуст заврши. Меѓутоа, во текот на целата година ќе имаме многу изненадувања, ќе има и попусти. Сега сме во тек да имаме како летен наш саем, да направиме, тоа го имаме почесто правено, и тука ќе има попусти на литературата, потоа за дечињата ќе има големи изненадувања. Мислам дека тоа ќе биде со почетокот на учебната година, ќе имаме исто некој попуст на школскиот прибор што ќе се купува, од одредена сума ќе има како попуст со 10%, ете да речеме, или 15%, потоа ќе има услови сите родители да знаат дека целиот школски прибор што ќе се купува за децата за оваа учебна година ќе може да го плаќа на 3 рати со картичка. Значи ќе може тој услов да им се даде се што сака да купи на 3 рати. Дали е тоа работна тетрадка, дали е потрошен материјал, значи тоа ќе биде удоволено. Ќе имаме наградна игра, како што имаме пред 2 години. И тоа ќе биде преку Facebook, па потоа правиме тука групно со дечиња и се избираат 3 награди. Значи прва, втора и трета. И тоа ќе го има.
и најбитно ќе биде, например, со нашите вработени, да помине малку оваа ситуација. Ќе имаме еден собир така, ќе одиме во некој од нашите ресторани во Гостивар да прославиме со сегашните вработени, а и со претходните вработени. Така, како што е редот. Ете така, сега не кажавме, например, јас потребата како што се ширеше за мојот бизнис, отворив и уште една книжарница, да не ја заборава. Така. Во 2012 отворивме тука, се појави потреба за повеќе работа, таму мал просторот беше и отворивме и тука. Ова ни е втората продавница на Гоце Делчев, број 15 или поточно кај кафичот Бебидло. Така. Тука веќе се отворија нови работни места, имаме уште 3 нови вработени, што вкупно сме 6 вработени во нашата култура, во нашата фирма. Веќе рековте дека организирате летен саем, имате искуства на саеми на книги. А какви се знаења, искуства, контакти се стекнуваат од такви места и кое е вашето мислење и оценка за она што генерално се организирало и се спроведувало во Гостивар? Така. Јас, например, уште кога работев во државната книжарница, посетував саеми, одев редовно на саем, тие се одржуваат во пролет негде април-мај, и го имав искуството на некој начин. Меѓутоа, во Гостивар саемите, нашите саеми сме ги правиле, сами сме ги смислувале, да трае, например, по месец, по нешто во нашите книжари. Меѓутоа, се појави потреба, благодарение на општина, поточно на Аслијан Снопче, не покани 2018 година, рече да направиме саем, вас ве покануваме да бидете представници вие со вашите книги и со други издавачки куќи. Јас го прифатив тоа. Многу краток беше периодот, меѓутоа успеав со 6-7 издавачки куќи, ми испратија многу литература, саемот беше прекрасен, чувството ми беше душата исполнета и нас и на сите, значи посетеноста беше многу голема, за почеток настапуваме со македонска литература, албанска, англиска и многу малку турска. За жал, нема кој да понуди турска литература, а се бар, во Гостивар се бар. Меѓутоа нема издавачи што печатат на турски, многу малку. Успешен саемот, многу посетеност, многу од деца посетеност, цели оделенија со наставниците посетуваа, па некако исполнети сите бевме, исполнети на вистина. Имаше уште еден саем, тоа беше лани, тој беше во еден ден и се одржуваше во паркот кај судот, во тоа како амфитеатар, што е. Тука беше и тука задоволни, јас тамо не бев, младите само беа, задоволни, во текот на целиот ден имаше продажба, движења, дечиња, многу убаво и од продажбата задоволни. Убаво е кога ќе се види дека луѓето имаат афинитет кон книгата, дека сепак во ова време на дигитализација на интернет, на компјутери, на телефони, го немаат заборавено пишаниот збор, тоа што значи мирисна испечатена книга. Тоа е навистина така. Што мислите, сакаат ли гостиварци да читат и каква литература обично избираат? Гостиварци, јас сум изненадена, има една одредена група голема што постојано читаат и постојани ни се муштерии во дуќаните. Меѓутоа, ме радува тоа што младата популација, почнувајќи од тинеџерската возраст, па некаде до 30-35 години, има многу читатели. Значи, каква литература одбираат? Па повеќе литература, белетристиката ја читаат романчињата што се, например, љубовни, психолошка литература читаат. Значи, од секоја бранша, од секој жар може да се прочита. И сум изненадена, навистина. Дури ми се случува и доаѓаат и ми кажуваат наслови, тој и тој наслов, дали може да ми се порача. Го исполнуваме и тоа. Значи, која издавачка куќа е, за 2-3 дена им ги носиме книгите. Да. Вие сте едно од ретките места во Гостивар каде што може всушност да се најде книга за да се купи, значи не зборуваме за библиотека. Да. Некој да ја збогати својата домашна библиотека. Па, јас мислам дека јас само чувам литература, меѓутоа би ме радувало нека чува секој, нека дај Боже, нека биде тоа на секаде проширено и секој нека се проширува, немам ништо против, меѓутоа јас
достојно, ќе настојувам што повеќе да имам поголем избор и уште со повеќе издавачки куќи да соработувам, да биде изборот поголем. Не сите куќи соработуваат. Тоа сакав да ве прашам, каква е соработката со издавачките куќи и колку им е, например, интересен гостивар како пазар да ги пласира? Гостивар се изненадени од мене, затоа што навистина јас единствена што земам литература од издавачите за гостивар, сите ми го кажале, тоа не е една книжарница, во гостивар не чува друга литература, единствено ние, и се задоволни од потрошувачката, и со тие што соработувам, навистина даваат убави услови, например, земаш, па се продадената роба се плаќа, остатокот останува или се заменува со друго поактуелно нешто на тој начин. Ни даваат и рабат, што си го користи нашата фирма, значи, задоволна за сега сум, ама не сите фирми, значи треба, ми се чини, од и други повеќе ново отворени фирми да соработуваат. Така, за да биде приказано така, уште поуспешна и јас да се исполнувам и читателите и сите. Така. Какви ви се плановите за воиднина, затоа што имате неуморен дух, постојано работите, сакате да воведувате новини и да се проширувате и понатаму? Сега вака, јас секогаш во животот гледам оптимистички. Значи, оптимиста сум и не се откажувам брзо. Сакаме во оваа ситуација моменталната да помине што побрзо, сите на некој начин да се ослободиме, да бидеме покомотни во своите желби, да појдеш да купиш и сите тие работи. Потоа сакам да се надоградам со уште неколку работи, меѓутоа сакам да ми останат тајни, да не ги откриваме. Тоа ќе биде изненадување за помалата возраст на деца, што навистина го замислуваме едно катче, што ќе биде навистина единствено во гостива. Ама нека остане сепак тајна. Вака делува интересно и Да. привлечно. И привлечно ќе биде катче што децата, например, еден дел од денот, слободен дел, например сат-два, што ќе можат во нашите книжарници да се исполнуваат со некоја активност. Такво нешто ќе биде. Меѓутоа да не откриваме целосно. За сега нема да откриваме, но јас верувам и се надевам дека само малку дека се ослободи времето. Се разбира и дека ние тоа ќе го забележиме и со нашата камера. Вера, ви благодарам за разговорот. Сега, ако може, се извинувам да кажам уште нешто за на крај, да ја искористам приликата, значи да ја искористам приликата за крај, затоа што јас април и мај секогаш работев со матурантите, со полуматурантите, многу работи ги печатевме, што им требаа како теми, како завршни работи за во школо. Ова година немаше таква прилика. Ситуацијата и директно да им честитам, значи еве вака, јавно на сите матуранти им честитам завршувањето на матурата, успех во понатамошното школување, на полуматурантите исто, да си се запишат каде што сакаат тие, а воедно и новите уплеси на првачињата да им бидат со среќа. Ета. Ви посакуваме многу успех и среќа во работата. И вам, уште еднаш благодарам за разговорот и нека ви е среќен роденденот да се може. И вас уште една благодарност што ме посетивте. Мислам дека и понатака ќе соработуваме и ќе имаме нови сознанија за нас, ќе имате, ќе кажуваме и така. Се разбира. Се што е ново и интересно, ние сме тука да го забележиме. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ние остануваме уште малку во оваа убава атмосфера и меѓу книгите во книжарницата Култура Гост, а вие останете со програмата на телевизија Киси имена. Happy, happy, happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday to you. Close your eyes, we'll sing together. Let this moment last forever. Happy, happy, happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday to you. And all your dreams come true. Happy birthday to you. And all your dreams come true. The sun comes happy, happy birthday to you. Special day for you.
Happy birthday